Зголемена наплата на данокот на имот на правни лица за 2014 година и порастот на облогот за над 1 милион денари во последните 3 години се аргументите со кои на денешната пресконференција излегува одговорните за собирање на даноци во општина Кочани. Еве како низ бројки изгледа сето тоа во делот на данокот на имот на физички и правни лица. Можам со задоволство да кажам дека данокот на имот на правни лица до заклучно со 1.11 е реализиран со 115%, односно за 2014 година се наплатени 2.683.821 денар. Данокот на имот на физички лица е реализиран со 75%, односно облогот за 2014 е 9.567.102 денари и тој облог е за 1 милион повисок во однос на 2011 година, а е последица на воведување во регистарот на нови даночни обврзници по неколку основи. Во сферата на комуналната такса со односот на облогот и извршената наплата е за 36% под оптималниот, но тоа е последица на формалното екзистирање на 1/3 од регистрираните фирми. За 2014 година облогот на комунална такса се изнесува 8.818.375 денари и заклучно, како што рековме, до 1 ноември имаме наплатено 5.679.765 денари или тоа е 64%, што е на едно мощно задоволително ниво. Од општината и со апел до граѓаните. Казните кои ги предвидува законот се ригорозни. Значи, во таков случај физичко лице кое не поднело даночна пријава може да заработи глоба во износ од 1.000 евра, додека правното лице во износ од 3.000 евра и одговорното лице во правното лице во износ од 1.000 евра. Исто така, доколку бидеме принудени, значи, пак апелирам и за редовно плаќање на даночните обврски, иако, нели, да повторам, сме една од најуспешните општини во Република Македонија, да не дозволиме да ги применуваме инструментите за присилна наплата, бидејќи во таков случај даночните обврзници ќе бидат изложени на дополнителни трошоци, а тоа е последното нешто кое го посакуваме како даночно одделение. На пресконференцијата беше истакнато дека во 2014 година општина Кочани има регистрирано 1858 обврзници за комунална такса и 10.843 по основ на данок на имот.